Промовиран мултимедијалниот буквар Азибука од планетата Азбука, чишто автор е универзитетската професорка од Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Ана Витанова Рингачева. Авторката на мултимедијалниот буквар вели дека идејата за ваква форма дошла од секојдневна ситуација во разговор со нејзиниот син, кој ја прашал дали на другите планети дечињата знаат што е азбука, одат на училиште и дали ги учат буквите. И така се роди приказната за две дечиња, принц и принцеза. Јас си ги нареков Ас и Бука, принцот Ас и принцезата Бука, од планетата Азбука, како доаѓаат на оваа наша планета на 1 септември и се со цел да видат дали дечињата ги знаат буквите така како што ги знаат тие. Направив тоа беше првична верзија на приказната, се со цел да го задоволам љубопитството на мојот син. Меѓутоа, во разговор со креативниот уредник на Просветно дело, Ксенија Маказлиева Трајчева, некако одлучивме дека ова би била добра основа за да се направи буквар кој што би одговарал на потребите на новите генерации ученици, заради тоа што мораме да бидеме свесни дека овие деца кои што сега се во рано училишна и во училишна возраст, сепак се деца на новото време, деца кои што растат со постојано се во допир со најразлични аудиовизуелни содржини. И е прв интерактивен, интегриран и мултимедијален буквар. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што букварот, содржините во букварот, освен што имаат за цел да ги описменат децата и да научат македонската азбука, содржините се интегрирани и со актуелната наставна програма во доцната предучилишна и раната училишна возраст и имаат креативни мултимедијални содржини, односно аудиовизуелни содржини кои што се аплицирани во форма на QR кодови во самиот буквар со една единствена цел децата да го слушаат правилниот говор и изговор на македонскиот мајчин јазик. Рецензент на букварот е професор доктор Снежана Мирашчиева од Факултетот за образовни науки. Таа рече дека оваа промоција доаѓа и во очи на одбележувањето на 30 години од високо образование за наставници и воспитувачи, односно 30 години од постоење на педагошки факултет, а сега Факултет за образовни науки. Ние промовираме ваков буквар затоа што во Евоинте, односно е потврда, уште една потврда на јубилејната година која што е пред нас, тоа се 30 години од високо образование за наставници и воспитувачи, односно 30 години од постоење на педагошки факултет, поточно Факултет за образовни науки. Во нашата институција, како домакини, се присутни и други воспитувачи, наши поранешни студенти, сега истакнати практичари, се со цел да промовираме дека ние не застанавме тогаш кога тие беа студенти, ниту стоиме сега. Овој буквар и рецензијата на букварот за која што еден од рецензентите сум и јас, всушност е и потврда на соработката помеѓу двата факултета, тоа се Филолошки факултет и Факултет за образовни науки. Букварот Азибука од планетата Азбука е прв интерактивен, интегриран и мултимедијален буквар во земјава.